Добар ден, време е за планевните вести на Канал Плюс. Следуваат информации за денешните случувања во регионот и пошироко. Почнуваме со најава на дел од темите. Денес во Министерството за земјоделство се договара откупната цена на оризот за 5 години површините под ориз на истокот зголемени за 1000 хектари. Жетвата на оризот е период на намалена безбедност во сообраќајот. Полицијата со апел да не се управува со трактори и комбајни со неисправни светла и да се вози само регистрирана механизација. Вечерва во Кочани се избира жетварска убавица, која внедела ќе го означи стартот на овогодишната жетва на белото злато на кочанските полиња. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски вчера имаше средба со земјоделците од Чешиново Облешево. Тема на разговорите беа проблемите пред жетвата на оризот во овој регион. Денес во Министерството за земјоделство се утврдува откупната цена на оризот. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски заедно со директорот на платежната агенција Билјана Вуковиќ и директорот на државниот инспекторат за земјоделие Румен Стаменов денеска имаа средба со земјоделците од општина Чешиново Облешево. На терен беа регистрирани проблемите на земјоделците пред жетвата на оризот, продноста на полските патишта до нивите и исплатата на субвенции и штетите од поплавите. И оваа средба што имам денес со земјоделците од општина Чешиново Облешево е во насока на она што престои, а е поврзано со производството на оризот, нивната главна дејност од која што екзистираат и од која што остваруваат приходи за прехрана на сопственото семејство, овозможување на средства за инвестиции во образование на своите деца, резултираше со зголемување на површините од 4000 хектари во 2010 година до 5000 хектари во 2015 година. Костадиновски истакна дека исплатата на оштетените семејства од општина Чешиново Облешево, кои се 65 на број, е реализирана според динамиката на исплата, а останува за исплата кај 10 семејства со кои тековно ќе се решава исплатата. Изградбата на браната Речани на Оризарска река, истакна Костадиновски, ќе донесе препород на овој крај во Кочанската котлина. Она што значи инвестиции во водостопанството, како што спомнав, е износ од околу 45 милиони евра инвестиција во изградба на браната на Оризарска река, брана Речани, во која што ќе се инвестираат средства од буџетот преку програмата на владата за инвестиции во водостопанство во износ од околу 40 милиони евра и веќе патот за пристап до брана Речани е започнат и се гради и тоа е во износ од околу 3,5 милиони евра. Градоначалникот на општина Чешиново Облешево Костадин Личков соопшти дека општината добила 400.000 евра за реализација на 3 значајни проекти во населените места Чифлик, Тиранци и Облешево за развој на инфраструктурата. Доби доволно проекти со тоа што може да кажеме мостот на Злетовска река, потоа добивме канализација во населено место Кучичино, добивме урбанистички план за населено место Спанчево. Заменик министерот Ванчо Костадиновски ги посети мостот кај село Чифлик и патот кој треба да се прошири за да можат земјоделците непречено да стигнат до своите оризови полиња во Чифличко поле, а во компанијата Осогово Милк се запозна со резултатите во работењето и успехот на оваа компанија која откупува и преработува млеко од овдешните земјоделци, бидејќи како што рече Костадиновски, ова е убава приказна за рационално искористување на средства од различни фондови кои ги овозможува државата од страна на оваа приватна компанија. Неисправната земјоделска механизација е опасност на патиштата. Општина Чешиново Облешево во соработка со полициската станица Кочани апелираат за крајна внимателност на земјоделците при управување на земјоделската механизација. Со започнувањето на есента започнаа и жетвените активности на оризот, со тоа се зголеми и сообраќајниот метеж, а се влоши и безбедната состојба на магистралниот пат А3, посебно на територијата на општина Чешиново Облешево. Присуството на зголемената механизација што се движи по коловозот на овој патен правец, поради неисправноста на светлосните уреди и останатата опрема, често се случуваат сообраќајни незгоди. Ова е една од главните причини што се влошува сообраќајот.
На вчерашниот состанок што го држаа представници од полициската станица Кочани во локалната самоуправа на Чешиново Облешево, главната цел на состанокот беше да се действува превентивно и да им се укаже на земјоделците за опасностите што може да ги предизвикуваат со неисправните трактори, комбајни и друга земјоделска механизација, а воедно да ги почитуваат и сообраќајните прописи кога излегуваат на пат. Од полициската станица апелираат земјоделците да не управуваат со трактор, мотокултиватор и други работни машини, доколку немаат положено возачки испит или се под дејство на алкохол. Земјоделската механизација што ја користите, не оставајте ја на патот или покрај патот, а доколку истата остане во дефект, преземете мерки за нејзино итно отстранување од патот. Во ноќи и во услови на битно намалена видливост, не управувајте возило доколку имате неисправни светлосно-сигнални уреди. Товарот што го превезувате на возилото секогаш треба да биде максимално покриен, прицврстен и обезбеден. Тракторот не давајте го да го управува вашето дете. Од одговорните беше побарано да се подобри прегледноста на одделни делници, што поради бујната вегетација се потенцијална опасност за безбедноста во сообраќајот, како и да се постават соодветни сообраќајни знаци, што во период на жетвата на оризот ќе укажуваат на зголемено присуство на земјоделска механизација на патниот правец Штип Кочани. Програмата за зачувување на природата во Македонија во Виница се финализира. Започнаа да се реализираат проекти за заштита на животната средина. Енергетско ефикасната фасада на детската градинка во Виница е позитивен пример во програмата. Во пресрет на ниските температури, градинката Гоце Делчев со поквалитетно и ефикасно грејење за 120 дечиња во централниот објект. Новата термоизолациона фасада треба да донесе двоен бенефит: потопла зима, поладно лето, но и кратење на буџетот за грејната сезона. Према анализите што ги слушаме, очекуваме со постојањето на термофасадата да добиеме заштита уште максимум до 20% од постојната потрошувачка. Меѓутоа, тя следен потрошувачка, за тоа ќе говориме покасно. Освен овој проект, значи да се навратам на кратко, ние до сега реализирахме уште неколку проекти од оваа област. Може би прв беше преку ГЕФ и локалната самоуправа, при што ГЕФ покри половина од трошоците за промена на двориште дрвени врати и прозори на двата објекти на градинката. Во новата градинка, заедно со училиштето, со земното училиште Гоце Делчев и со помош од локалната самоуправа, се направи бушотина и извадихме техничка вода, која се користи за наводнување на дворните површини. Со проектот термоизолациона фасада треба да се овозможи и подобра звучна и топлотна изолација на просториите во кои престојуваат децата, да се заштедат трошоците за дрвени пелети за грејење за 20%, да се намали продукцијата на јаглероден диоксид, да се заштеди на струја за цели 30%. Но сите тие ефекти се во насока на подигање на јавната свест и зачувување на природната и животната средина, што впрочем е и крајна цел во реализацијата на проектите од програмата за зачувување на природата. Програмата за зачувување на природата на Македонија продолжува со поддршка на активностите од областа на заштедата на енергија и обновливите извори на енергија во општина Виница, така да еве во најава и во спроведување уште еден проект кој што ние го поддржуваме, тоа е проектот за замена на котелот на нафта со котел на пелети заедно со соработка со општина Виница во основното училиште Славчо Стојменски. Така да ние како програма продолжуваме со поддршка на нови активности кои што водат секако во насока на зачување на природата на Македонија. Вкупната вредност на овој проект е околу 650.000 денари, од кои 150.000 денари се учество на градинката, а останатите се од програмата за зачувување на природата во Македонија. Проектот во Виница го спроведуваше Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка, а координатори на програмата се Фармахем Македонија и Helvetia Swiss Intercorporation од Швајцарија. Председателот на СДСМ Зоран Заев денес има средба со граѓаните на Штип. Според агендата на општинската организација на СДСМ Штип, Заев ќе биде во центарот на градот во 13 часот. До 15:30 ќе има средба со граѓаните, пошто ќе посети и неколку населби во Штип.
Јавното предпријатие ИСАР во соработка со Општинскиот Црвен крст денес организира крводарителска акција. Акцијата трае до 15 часот. Вклучени се вработените во ИСАР, каде крводарувањето е традиција. Интересот е доста голем и сакам да упатам голема благодарност до вработените во јавното предпријатие ИСАР, кои во овој момент ја покажаа својата хуманост, така да со секоја дарувана кеса крв се надеваме дека ќе спасиме некој живот и ќе биде дадена оному кој што има потреба. Вечерва во 19 часот на летната сцена во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани ќе се одржи избор на жетварска убавица. 11 девојки се пријавени за оваа титула, а самата манифестација е со богата музичка понуда од наши и турски музичари. Според традицијата, жетварската убавица символично со срп ја започнува жетвата што ќе се одржи во село Прибачево во недела на 4 октомври. Руското министерство за одбрана соопшти денеска дека руските сили почнале воени операции против Исламска држава во Сирија. Цели на нападите се опрема, комуникации, складишта со оружје, муниција и гориво. Портпаролот на министерството Игор Конашенков изјави дека руски авиони стрелаат кон позиции, возила и магацини, за кои се верува дека им припаѓаат на екстремистите на Исламска држава. Анонимен извор на сириските сили за безбедност изјави дека Русија извршила воздушни напади во 3 сириски провинции. Германскиот канцелар Ангела Меркел по истекот на третиот мандат може да дојде на чело на Обединетите нации, наведува германски Билд, додавајќи дека се почести се гласините, дека таа може во почетокот на 2017 година да го наследи Бан Ки Мун на функцијата генерален секретар. Мандатот на Бан истекува на 31 декември 2016 година. Меркел воглавно не коментира такви шпекулации, освен што често истакнува дека сака да го задржи ветувањето дадено на германците за исполнување на целиот мандат. Европските земји треба повеќе да се ангажираат за бегалците и мигрантите во Европа. Повикот го упати првиот човек на светската организација Бан Ки Мун. Според него не треба да се градат зидови и огради. Од почетокот на годинава досега, според податоците на Меѓународната организација за миграција, 522.000 мигранти и бегалци стигнале во Европа преку Средоземното море, а 3.000 на тој пат го загубиле животот или се водат за исчезнати. Најмногу мигранти и бегалци допатувале во Грција. На последните надпревари од Купот на Македонија, фаворитите забележаа сигурни победи во првите 8 на финални надпревари во фудбалскиот куп и речиси обезбедија пласман во наредната рунда. Најпривлечниот надпревар го одиграа вечните ривали Вардар и Пелистер, кој заврши со сигурна победа над црвено-црните со резултат 4:1. Се одиграа сите дуели од А и Б групите во второто коло во Лигата на шампиони. Во вчерашните одиграни надпревари, тимот на Манчестер Юнајтед по поразот од ПСВ во првото коло немаше друга опција освен победа над тимот на Волсбург, каде славеа со 2:1. ПСЖ лесно славеше на гостувањето во Украина со резултат 0:3. Реал Мадрид одигра колку што треба на гостувањето кај Малме и славеше со 0:2. Стрелец на првиот гол беше Роналдо во 29-та минута, гол со кој стигна до 500-тиот гол во неговата кариера. ЦСКА Москва пак го совлада ПСВ со 3:2. За само една вечер во Лигата на шампионите паднаа рекордни 5 автоголови, од кои 3 во првиот надпревар вчера помеѓу Астана и Галата Сарај. Останатите 2 автоголови се случија на мечот Шајдхор ПСЖ 0:3. Ова е се во Пладневните вести. Повеќе за денешните настани гледајте во Дневникот во 16:30 и на веб порталот Канал Плюс МК. Пријатен ден!